тема која што верувам дека секогаш е од интерес на граѓаните, со оглед на тоа дека ово утро ќе говориме за итната медицинска служба која што е секогаш во служба на граѓаните. Ќе говориме со какви предизвици се соочуваат на терен, какви се стресни ситуации имаат, кои се оние предизвици со кои се соочуваат на терен при самиот сообраќај кога одат до таа локација каде што треба да ја пружат таа итна медицинска помош, но воедно ќе дадеме информации за што најчесто има повици во овој период и како се селектираат оние повици, односно на кои повици се дава најмногу приоритет. Многу повеќе во продолжение слушаме од мојата денешна гостинка, доктор Елена Карева-Пиловска, специјалист психијатар од итната медицинска помош. Добро утро и добро дојдовте во утринската на ТЕЛ. Добро утро, Марија, се радувам дека те гледам повторно. Добро утро до гледачите до базата на итна медицинска помош. Верувам дека овој разговор ќе биде од корист за нашите граѓани, за нашите гледачи, како што напоменав и во самата најава. Ќе прашам дали имате повици во итната медицинска помош? Ева за утринава конкретно ќе прашам. Така, звонат линиите на 194, звонат линиите на 112, можеби затоа што ние сме најдостапниот дел од здравствениот систем, со еден телефонско вртење на бројот 194 добиваат лекар. Дел од јавувањата се за итни повици, а дел се и за совети. Навистина, заради ограничените ресурси со кои што располагаме и малиот број екипи, тешка и одговорна е работата на луѓето, односно докторите, кои што најчесто се доктори специјалисти и одговараат на телефонските линии да проценат кому треба да му пратат итна медицинска помош, а исто така тешка е работата и на екипите кои што се на терен. Тие често работат на непристапен предел, и покрај тоа треба да проценат, да интервенираат, да го обслужат лицето и да проценат дали му треба транспорт до соодветна установа или понатамошна обсервација на пациентот. Видите мал е тимот на итната медицинска помош. За колкав тим зборуваме? На територијата на градот Скопје и неговата околина се обслужува со 6 или 5 екипи од итната медицинска помош. Имаме итни интервенции и интервенции кои што не се од итен карактер. Кај итните праќаме веднаш, најблиската екипа ја праќаме, другите почекуваат, тоа се хронични болни со нивна екзацербација, но вршиме и транспорти од или до болнички установи. Еве велите дека прилично е мал тимот на итната медицинска помош. Како се прават тие селекции, на кого ќе му се даде приоритет? Така, знаете, секој мисли дека негов е приоритетот, односно дека неговата состојба е итна. Дури и болка која што е хронична, за пациентот е итна. Но како што напоменав, заради ограничените ресурси и малиот број на екипи, тешка е работата на одговорниот, кој што е на телефон, кој што ги одговара телефонските повици, да утврди точно на кого му е доволен само совет, кого ќе го упати во друга установа или на кого ќе прати итна медицинска помош. Еве видите, секој кој што ќе се јави смета дека е приоритет. Како да дадем едно ограничување да не се оптоварува самата линија на итната медицинска помош без потреба? Да, често пати се јавуваат и луѓе кои што се сами во ноќните часови, кои што бараат да ги советуваме за притисок. Ние тоа го правиме се додека нели немаме итност на другата телефонска линија, инаку би дала препорака луѓето да се јавуваат само доколку животот е загрозен. Односно, можам да напоменам неколку состојби, ако ги има многу за кои што интервенира итната медицинска помош, како губење свест, тешкоти во дишење нагло кои што се настанати, симптоми на градна болка нагло настаната, потоа белодробни заболувања како белодробен едем, каде што плуќата, односно белите дробови се полнат со вода наместо со воздух, тоа е навистина животно загрозувачка состојба, но можат и да се јават кај акутните психотични состојби, и тоа морам да ви го напоменам, за жал да констатирам дека се поголем број има јавувања од блиски кои што се јавуваат за своји блиски кои што се како агитирана деменција или влошување на веќе постоечките психички состојби. Тие луѓе се дезориентирани, хаотични, агитирани, дури и агресивни кон себе или кон околината, затоа тука приоритет даваме на безбедноста, нивната безбедност и безбедноста на околината, и нашата безбедност се разбира, затоа тие интервенции ги имаме заедно со полиција.
Кои се најчестите причини поради кои што граѓаните бараат помош во овој период? Дали може би се дел од причините кои што сега ги напомена? Така, во овој период актуелна е нели метеоропатијата, со тоа што да се јавуваат екзацербации, многу на хронични болни и тоа кардиоваскуларни болести, белодробни болести, се јавуваат луѓе со астма, луѓе кои што се консултираат исто така за висок притисок или за низок притисок, ние кај некој советуваме, а кај некој интервенираме. И ние граѓаните треба да помогнеме на оваа служба. На некој начин и ние го имаме тој дел, затоа и прашав како да знаеме кога е вистинското време да се јавиме на итната медицинска помош. Тука ќе прашам и како да се однесуваме во сообраќајот правилно, за да ви помогнеме. Верувам дека има многу предизвици со кои се соочувате низ скопските улици. Така е, предизвиците се големи затоа што секоја секундна е битна и секој може да се најде во комбето на итна медицинска помош. Можам да напоменам и дека имаме многу често паркирани возила пред згради на местата кои што се наменети за колите од итна интервенција, значи пожарна полиција и брза помош, тука да ни се направи простор. Инаку предизвиците во сообраќајот имаме, морам да напоменам дека имаме помал број на сообраќајни незгоди во територијата на градот Скопје, додека во околината каде што нема Safe City бројот е ист како и што беше. Пред самиот крај ќе ве прашам и дали се соочувате со лажни повици во итната медицинска помош? Па се поретко се соочуваме со лажни повици во итната медицинска помош. Може би се јавуваат дечиња кои што им е интересно да се јавуваат па да затвараат линијата, но на вистина луѓето најверојатно имаат мака и најчесто се јавуваат за консултации, за совети, па понекогаш дури за долги разговори ги сакаат во ноќните сати, особено како што напомена возрастните лица, но нели ние правиме проценка колку може да се пружи, толку и пружаме. Ви благодарам многу за одвоеното време утре. Ви благодарам и вам за посетата. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека информациите беа од корист, оглед на тоа дека говоревме на една актуелна тема која што секогаш е од интерес на нашите гледачи, итната медицинска помош која што е 24/7 во служба на нашите граѓани.